Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што видео ќе зборам за акционен потенцијал. Механизмите на акционен потенцијал не се многу комплицирани, но имаат многу финеси. Поради тоа, првично ќе разгледаме само основата и пополека ќе градиме врз неа. Еве овде имаме една нервна клетка и ако земеме само еден мал дел од аксонот и го зумираме, би го добиле следново. Сега, во надворешноста знаеме дека има многу повеќе иони на натриум, додека во внатрешноста има многу повеќе иони на калиум. Да, и двата иона се позитивни, но релативната разлика помеѓу нивната концентрација и концентрацијата на многу други иони во системот ни дава релативна волтажа, односно потенцијал на внатрешноста на клетката од минус 90 миливолти. Сега, ова важи за најголем дел од нервите во периферниот нервен систем. Постојат најразлични нервни ткива и други видови клетки кои што resting membrane potential, односно мембранскиот потенцијал во одмарање е различен. Така не е минус 90, него е минус 60, минус 75 и така натаму, но најчесто кога се збори и се зема за пример, се зема минус 90. Иако ова би го нацртале на график, би изгледало на следниот начин. Значи клетката си е во одмарање, значи во некое си време T0, клетката се наоѓа на минус 90 миливолти. Сега дополнително знаеме дека на оваа мембрана имаме канали кои што се селективни за натриум, канали кои што се селективни за калиум. Значи речеме дека овие бледо сини се за натриум, овие бледо жолти, односно бледо портокалови, зависи како се гледа, се за калиум селективни. Супер. Сега дел од овие канали се волтажно зависни, иако постојат и механо зависни и хемозависни, односно лиганд зависни канали. Кога ќе започне акционен потенцијал, првично започнува од некои канали кои што биле сензитивни на некој си лиганд, на механичка стимулација или на електрична стимулација од некој си претходна нервна клетка. Океј? И тоа предизвикува да мембранскиот потенцијал се стане попозитивен. Така значи има некаква стимулација која што ќе предизвика мембранскиот потенцијал да се зголеми. И оваа дразба, односно стимул, без разлика дали е електричен, хемиски или механички, ќе предизвика зголемување на мембранскиот потенцијал, односно ќе стане попозитивен. Океј, значи ќе стане попозитивен. Сега, колку попозитивен ќе стане, зависи колку е силна дразбата. Посилна дразба ќе направи клетката попозитивна, послаба дразба помалку позитивна. Прилично логично. Но друг фактор кој што исто така е битен, колку долго време трае дразбата. Така значи може и послаба дразба, ако трае подолго време, да ја направи клетката попозитивна. Значи тие се два фактори кои што се во игра. Интензитетот на дразбата и време траењето на дразбата. Што јас ќе обележам како интензитет пута време траење. Океј, значи тие две работи се битни. Сега, оваа дразба, ако постигне одредена точка, односно одреден threshold, праг за таа клетка, викаме дека е прагова дразба. Дека е дразба која може да го достигне тој праг. Сега, каде се наоѓа тој праг е различен за различни клетки, но обично е 15 до 30 миливолти зголемување. Океј, така што ќе бележиме тука некаде дека е тоа и дека тоа е на некаде минус 60. Океј, значи кога ќе се постигне таа точка, имаме активирање на акционен потенцијал. Значи се постигнало место на се или ништо. Океј, значи ако не ја постигнеше таа точка, едноставно ќе се вратеше повторно во мирување. Но ако ја постигне таа точка, што се случува? Ако се стигне до точката, пример, минус 60 миливолти, се отвараат волтажно зависните натриумови канали. Тие се овие. Пред? Значи, тие се канали кои што ја менуваат конформацијата кога мембранскиот потенцијал ќе се стане попозитивен. И почнуваат да се отвараат и при тоа отварање, бидејќи концентрацијата на натриум надвор е поголема, натриум ќе почне нагло да влегува во клетката. Океј, значи натриум ќе почне нагло да влегува во клетката, додека тие се отворени. Тоа нагло ќе го зголеми мембранскиот потенцијал да го направи попозитивен, бидејќи натриум е позитивен, така што ќе скокне високо. Сега, најчесто не ја поминува нулата, значи некаде тука е постигнува плато, но некогаш може и да помине нулата. Ајде да речеме дека ја поминува нулата. Дека дури клетката станува и попозитивна. Но ова нема да иде до бесконечност.
Значи стигнува некаде до нулата или малце над нулата и почнува повторно да се снижува мембранскиот потенцијал. Зошто? Бидејќи истовремено кога се отворија овие натриумови канали, почнаа да се отвараат и калиумовите канали. Но самата структура на протеинот е малце поспора при отварањето, така што првично влегува натриум, но после некое време, многу кратко е тоа време, но сепак доволно, бидејќи овие се молекуларни процеси и брзо се случуваат, почнува да излегува калиум. Ред? Значи првично влегува натриум, но после почнува да излегува калиум. Иако двата канала почнуваат да се отвараат во исто време, овој вториот е многу поспор, така калиумовиот волтажно зависен канал, така што имаме каснење. Сега си речете, па добро, ако тоа се случи, потенцијалот само ќе останеше на исто ниво. Така ќе влегува натриум и ќе излегува калиум. Немаше да паѓа. Да, но натриумовиот канал е таков што самиот канал кога ќе почне да се отвара и ќе се затвори. Без разлика каков е потенцијалот на клетката. Механички е така изграден. Можете да си го замислите на следниот начин. Ако си замислите еден канал кој што изгледа вака некако, имаш тука една врата, и имаш тука една оска на ротација и тука имаш друга врата. Така која е вака застаната. Сега замислете си, ако ова почне да се отвара наваму, ќе има краток период каде што вратата би изгледала вака и ќе може да се поминува, но после некое време ќе се затвори долниот дел. Така, значи ако си замислите така дека изгледа каналот, многу е лесно да си претпоставите. Првин е вака, па ќе почне да се отвори, има краток период каде што може да се помине, но тоа многу кратко трае, бидејќи после некое време ќе се затвори. Па тоа се случува со натриумовиот канал. Значи, он почнува да се отвара и има многу краток период, ќе ги видиме нуансите, каде што е отворен, влегува натриум и после самиот се инактивира, викаме. Океј? Тоа значи веќе нема влегување на натриум и само калиумот излегува. А и тоа е позитивен, така што го снижува мембранскиот потенцијал. И затоа мембранскиот потенцијал паѓа, тога како што видовме. И обично паѓа толку многу, не секогаш, но некогаш може и да помине под минус 90, така да го помине resting membrane potential, што беше, за да повторно се стабилизира, нели, користејќи натриум калиумови пумпи, има и калиумови rectifying channels, кои што го враќаат калиумот назад, така ева ги бележиме со портокалова боја, значи има и калиумови rectifying channels, исправувачки канали, така кои што го враќаат и калиумот назад, со цел да се впостави, заедно со натриум калиумовата пумпа, повторно resting membrane potential. И повторно ќе си имаме минус 90. И сега може повторно да започне нов акционен потенцијал. Сега вдека видиме плюс некои ситници. Процесот кога се зголемува мембранскиот потенцијал, значи кога го имаме овој нагорен дел, викаме дека имаме деполаризација на мембраната. Значи овој тука дел е деполаризација. Или некогаш во некоја литература е наречено и хипополаризација. Значи или деполаризација најчесто, или некогаш е хипополаризација. Додека враќањето назад во resting membrane potential се нарекува реполаризација. Или во некоја литература хиперполаризација. Значи тие двете ги имаме како термини. Додека resting membrane potential, кога е во мирување мембраната, некогаш се нарекува поларизирана мембрана. И овој период на деполаризација која се случува, всушност, кога почнуваат веќе да се инактивираат натриумовите канали, нели почнуваат да се инактивираат после кратко период, се нарекува апсолутен рефракторен период. Значи во тоа време, без разлика колку силна дразба да дојде, тие натриумови канали нема да се отворат. Така, значи кога се инактивирани, нема да се отворат. И тоа обично е делот од деполаризација плюс првата третина, значи од тука вака некаде до тука вака некаде, до првата третина од реполаризација, тој е тој апсолутен рефракторен период. Додека останатиот дел, некаде, ќе се повторно со црвена, некаде од тука 2/3
од реполаризацијата и остатокот е релативен рефракторен период, каде што тешко е да се постигне нов акционен потенцијал, но ако е доволно силна дразбата, може, бидејќи некои натриумови канали веќе почнале да се отвараат. Ова тука беше прагот, иако се надмина тој, викаме дека дразбата е прагова дразба. Друг термин кој што можете да го сретнете при разгледување литературата е реобаза, а тоа означува минималниот интензитет на дразба кој би траел неограничено време, кој што е потребен со цел да се постигне деполаризација, односно акционен потенцијал. Значи рековме дека дразбата зависи од интензитет и колку долго време трае. Па ако речеме дека трае бесконечно време, колку најслаба треба да биде со цел да се предизвика акционен потенцијал. Значи тоа е реобаза. Ја обично збориме за електрична стимулација, електрична дразба. Која ако надворешно би стимулирал нервно влакно. Постои и хронаксија, што е еднаква на силината од две реобази, односно не баш така, него ако имаш дразба со силина од две реобази, колку време ќе треба за да предизвика акционен потенцијал. Значи минимум време за да се постигне акционен потенцијал ако имаш сигнал, односно стимул, електричен стимул, еднаков на две реобази. Тоа е хронаксија. И овде сега ја нацртав и натриум колимовата пумпа, ја спомнав претходно, но со нејзина помош и со овие rectifying калиумови канали се враќаме во resting membrane potential. И окей, се ова што го разгледавме, всушност сега се случуваше само на едно локално ниво во овој дел од нервната клетка. Но сега ќе идеме на интересниот дел. Зошто ова се случува и што се постигнува со ова? Така не е дека само на едно локално ниво влегол натриум, искочил калиум, па влегол калиум, искочил натриум. Што беше поентата? Само се разменија јоните. Зошто се случи ова? Што можеме да правиме? Окей, сега. Освен натриум, некои клетки за постигнување на акционен потенцијал користат калциум. Окей, значи користат калциумови јонски канали. Калциумот, исто така како натриумот, го има многу повеќе надворешноста на клетка него внатре и исто е позитивно наелектризиран. Така што ако би се отвориле каналите, тој радо би влегол внатре во клетката и би направил акционен потенцијал. Некои клетки користат калциумови канали, некои користат натриумови, некои користат комбинација. Например, пуркиниевите клетки користат во сомата натриумови канали, додека во дендридите, краевите, користат калциумови. Така значи има и комбинација. Најчесто од ткиво каде што сретнуваме калциумови јонски канали, кои што се користат за постигнување на акционен потенцијал, е во срцевото ткиво, бидејќи калциумовите јонски канали, овие волтажно зависниве, се многу поспори во однос на натриумовите. Нешто си поспоро се отвараат, ама многу поспоро се затвараат. Океј, значи инактивацијата е многу поспора. Поради тоа се нарекуваат спори, така јонски канали, додека натриумовите се брзи. Сега, кој е резултатот на тоа? Ако го имаме графикот од претходно и ова беше натриумовиот канал, така значи вака идеше активацијата, имаме зголемување на мембранскиот потенцијал, па се враќа некаде си до нормала. Океј? И го имаме овој пик кој што трае некое си време. Додека со калциум приказката е следна. Значи се постигнува пикот, нешто си може би поспоро, но колку трае е многу подолго, бидејќи инактивацијата е поспора и се задржува подолго на некое си повисоко плато. Океј? Значи овој дел е многу пократок од овој дел тука. Океј? Значи е многу подолг пикот на активација. И тоа возможува да одредена контракција на мускулот, пример, трае подолго време, да се одржува. Што е битно нели кај срцевото ткиво, но и битно е и во некои си други ткива. Овие калциумови канали морате да имате да ум дека не се 100% селективни за калциум, пропуштат и малце натриум влегува низ овие канали, но афинитетот, така, специфичноста е некаде си 1000 пати поголема за калциум него за натриум. Но некогаш и натриум знае да се протне низ истите.
Друга улога на калциумот во акционен потенцијал е тоа дека, и ова не сме сигурни како функционира, има неколку хипотези, дека кога концентрацијата на калциум е пониска, значи кога концентрацијата на калциум е пониска, ексцитабилноста на нервите е многу поголема. Okay? И тоа е добро, но и лошо. Главно лошо. Значи, ако има многу помалце калциум во екстрацелуларниот простор, многу лесно се постигнува акционен потенцијал. Тоа значи при многу мали дразби, така, ќе се постигне акционен потенцијал, што може да доведе до детанија, така значи постојан грч на некој си мускул, ако тоа е на респираторните мускули или на срцето, тоа би довело до смрт. Okay? Значи, не треба нервите да бидат толку лесно ексцитабилни. Значи, ако ти фали калциум, затоа и се јавуваат некојаш грчеви. Така, кога пешачиш многу и си се потел и што и да губиш електролити, така главно се губи натриум и хлор кога се потиш, но при диареја и така натаму се губат електролити и се изгубил калциум. Ако има малце калциум, лесно може да се активираат нервите и да се грчат мускули. Сега, зошто ова се случува? Има неколку теории. Една теорија е дека калциумот ги стабилизира натриумовите канали. Значи, калциум ги стабилизира натриумовите канали и ги прави потешко да бидат ексцитабилни, односно потребна е поголема промена во волтажата, да биде попозитивен мембранскиот потенцијал со цел се отворат, додека ако нема калциум, тие дури и на минус 70 би се отвориле. Односно и при мали дразби ќе бидат отворени. Друга теорија е дека се врзуваат со некои протеини кои што играат улога исто во отварањето, или дека ако нема калциум, разликата помеѓу внатрешната и надворешната средина не е толку голема, така што и мали дразби предизвикуваат зголемување мембранскиот потенцијал бидејќи нема толку позитивни полнежи надвор, или пак калциумот некако помага во отварањето на калиумовите канали и тука нешто регулира, бидејќи има калциум зависни калиумови канали, така што не сме сигурни. Но знаеме дека калциумот многу влијае на ексцитабилност на клетките. Значи, помалце калциум зголемува многу ексцитабилност. Некаде при 50% намалување на количината на екстрацелуларен калциум, дури спонтано се отвараат натриумовите канали при resting membrane potential, што е страшно. Додека пак ако има многу калциум, така потешко е да се ексцитираат нервните клетки. И овој ефект може да се постигне и со неразлични лекови, како прокаин, лидокаин, кои што действуваат на овие волтажно зависни натриумови канали. Така што потешко би се отварале и не е така лесно да се ексцитираат и тоа дава еден ефект на смирување. Во ред. Ајде сега некои интересни работи. Како всушност го откриле како функционира акционен потенцијал. Гледале нерви, мереле количина јони надвор и внатре и при одредени дразби се менувале количините на натриум, калиум, калциум и пробувале да сватат што се случува и било многу тешко да се открие. Така не можеш да сватиш дека има канали кои што пропуштаат и при одредени мембрански потенцијали се отвараат едни при други е така натаму, но успеале да откријат користејќи токсини од, мислам дека беше од некои риби, кои што ги блокираат или натриумовите канали или калиумовите канали. Значи користеле токсини како тетродотоксин или сакситоксин, кои што селективно се врзуваат со некои од ионските канали и при тоа може да изучуваат што се случува ако еден канал е блокиран и тоа има возможност да ги сватат механизмите на како се ова всушност функционира. Првично многу ги бунело бидејќи они пресметале колку натриум треба да влезе внатре у клетката и рекле добро, треба да влезе толку и толку натриум и кога измериле влегувало повеќе натриум. И биле што се случува? А тоа е бидејќи истовремено калиум излегувал, така што за да се постигне акционерски потенцијал мора да влезе повеќе натриум него што е пресметено, бидејќи излегувал калиум. И така натаму. Понатаму откривале и најразлични подвидови на натриумови, калиумови канали кои учествуваат во кај различни клетки и други работи. Инаку, кога зборевме тука претходно за срцето,
Интересно е да се спомне дека некои клетки, например тие на срцето, може да се спонтано самоиндуцираат. Значи не им е потребна дразба. Значи самите можат циклично да се индуцираат и така на некој си начин функционира и срцето. Така значи постојано си чука ти срцето да го извадиш од организам, така например срце од старот, да го извадиш да го ставиш во физиолошки раствор, оно ќе си работи уште некое време. Така иако е надвор. Така самиот мускул ќе се нервира, не му треба мозок да го контролира. Сега, како тоа функционира? Како некои клетки може да се циклично само инервираат? Прагот на активација им е многу по-низок, бидејќи resting membrane potential им е многу по-висок. Okay? Значи, кај срцевите нервни клетки, resting membrane potential може да биде минус 70 или дури минус 60. Ако минус 60 е resting membrane potential, значи мембрански потенцијал во мирување, натриумовите канали никогаш не се целосно затворени. Значи они се инактивираат, така, после се ослободуваат, ама натриум не влегува. Се доека не се постигне одредена праг. Така, се дури не ја постигнавме оваа тука точка. Океј? Се дури не ја постигнавме оваа тука точка, не почнуваше да влегува натриум. Така? Односно, на друг начин тоа да го кажеме е дека скоро никогаш нема сите натриумови канали да се затворени. Бидејќи натриумовите канали имаат три состојби во кои може да бидат. Може да бидат затворени, може да бидат отворени, кога ќе се постигне минус 60 мембрански потенцијал, и по многу кратко време тие ќе бидат инактивирани. Но, како што повторно се снижува мембранскиот потенцијал, тие од инактивирани преминуваат назад во затворени. Но ако не стигне мембранскиот потенцијал до минус 90, нема сите да останат затворени, некои ќе почнат повторно да се отвараат. Океј? Тоа значи дека, ако дека вака би нацртале, ако ова е нормален resting membrane potential за нервна клетка во срцев мускул, на минус 60, значи некои натриумови канали постојано се отворени и натриум помалце влегува, оп, се постигнува акцијен потенцијал. Ајде, натриум влегува, калиум излегува калиум, натриум калиумова пумпа ја враќа хомеостазата, стигне минус 60, натриум полека пак си влегува, оп, повторно уште еден акцијен потенцијал. Повторно исто се случува, стигнуваме скоро до мирување, малце натриум постојано влегува, бидејќи секогаш има по неколку отворени натриумови канали, оп, повторно акцијен потенцијал и така натаму и гледаме дека тоа е ритмично. Тоа е главната идеја. Океј. Сега, од кога ги знаеме овие работи, може да преминеме на битните работи. Односно, како всушност се случува пропагација на овој акционен потенцијал. Веќе тоа е главната идеја. Како се шири дразбата. И тоа овозможува интеграција на сигнали, овозможува комуникација помеѓу различни делови од телото, помеѓу различни клетки, одржување на хомеостаза и овозможува и размислување. Така, computing, овозможува да решаваме проблеми. И како тие се интегрираат на различни импулси, со цел се тоа да се случи, потребно е сигналите да пропагираат, да се шират и да имаат некоја насока, за да има кохерентна слика. И ќе видиме всушност сега како пропагира акциониот потенцијал. Овде на сликава имаме една класична презентација на нервна клетка, нормално има различни видови. Ова овдека има еден аксон и ова обично го сретнуваме во учебници. Нервната клетка има сома, односно тело и аксонот. Океј, во овој случај има еден. Обично акциониот потенцијал започнува кај аксонскиот хилук, односно хилок. Сега, во некои книги тоа е преведено како аксонски брег, аксонски рид, што добро одговара, бидејќи на англиски се пишува хил лок. Што, нели, хил е рид, а хилок е као мало ридче во превод, така што некаде го преведуваат како брег.
Значи тоа е генерално овој дел од нервната клетка. Сега, зошто таму најчесто започнува? Бидејќи во тој регион имаме најмногу дендриди кои што се поврзуваат од други клетки и најверојатно дека дразбите што ќе стигнат првично таму ќе го поминат прагот, ќе имаме прагова дразба. Бидејќи има многу повеќе сигнали кои што стигаат таму и најчесто тоа би биле ексцитаторни импулси. Дополнително таму има најголема концентрација на натриумови канали и е најлесно ексцитабилен дел. Okay, значи, најчесто тука започнува акциониот потенцијал. Инаку натриумовите канали не само тука, него низ целата мембрана не се униформно распределени, него се во форма на кластери. Значи, натриумовите канали некаде вака ги има повеќе, па нема, па има повеќе, па има повеќе и така натаму. Значи не се униформно из целата мембрана и повторно можете си го замислите дека е во 3 димензии, не вака двадимензионално. Сега, кога ги започне таму акциониот потенцијал, ќе се отворат некои волтажно зависни натриумови канали. Значи тоа ќе биде предизвикано од некој невротрансмитер кој ќе биде ослободен, електричен сигнал или пак механа стимулација и сега ќе навлезе натриум така внатре во клетката. Навлезе во овој тука дел. И овој тука дел ќе стане попозитивен. Така значи ќе се зголеми мембранскиот потенцијал. Но тоа е локално во тој дел. Но оваа локална промена ќе предизвика и околната средина да стане малце попозитивна. Okay? Тоа ќе предизвика локалните натриумови канали, например овие тука што се, исто така да се отворат. Okay? Бидејќи овде може би се постигнало плюс, односно минус 10, но овде ќе стигне барем до минус 60. Вред, бидејќи е во непосредна близина. Натриумовите иони патуваат, тоа е течен медиум. Okay? Така што и околната средина сега ќе стане попозитивна и ќе влезат дополнително повеќе натриумови иони. И тоа ќе направи срединава и малце понатаму попозитивна и тоа ќе овозможи следните натриумови канали да се отворат и ќе влезат уште повеќе натриумови иони. Okay? И гледате што се случува. Тоа ќе направи околната средина малце попозитивна, што ќе овозможи да се отворат следните натриумови канали и ќе влезат следните натриумови иони. И гледате дека всушност имаме еден вид напатување на сигналот. Сега речете, добро, патува сигналот, ама зошто не патува наваму? Па патува и натаму. Сигналот патува во сите насоки. Само што многу е потешко да патува на кај сомата. Зошто? Бидејќи овој натриум тука што влегол, во споредено со целиот овој волумен овдека што го имаме на течност, така, на цитоплазма, е многу мал. Така, замислете си дека треба да зголемите концентрација на нешто и да капнете, да фрлите една коцка шекер, пример во буре кафе, или една коцка шекер во чаша кафе. Разликата ќе биде огромна. Така што овие позитивни иони овдека што влегуваат, не ја менуваат многу состојбата во оваа овдека околна средина. Треба многу повеќе иони со цел и оваа средина да стане минус 60. Значи овдека ќе биде минус 80, малце само ќе се зголеми нели од рестинг што беше минус 90. Така значи нема многу да се промени, додека овде ќе стане минус 60. Зошто? Бидејќи волуменот тука е помал. И овие натриум иони што влегле, иако се мала количина, на мал простор се значајни. Така што ќе овозможни отварање тие натриумови канали, па на овие и така натаму, тоа што го видовме. Поради тоа викаме дека акциониот потенцијал има насока, иако реалистично тој се движи во сите правци. Например, ако би започнал акциониот потенцијал во овој тука дел, би се движал и во тој правец и во овој правец. Вред? Но најчесто започнува кај аксонскиот брег. Сега, дали има можност самиот акционен потенцијал да си се врати самиот на себе? Што мислам со тоа? Да ќе стигне, ќе речеме, до крајот, така? И при тоа сега средината е доволно позитивна, да почне да се активира натриумовите канали наназад, у рикверц. Така што би се лупнал назад самиот на себе. Не, тоа не се случува. Зошто? Бидејќи овие натриумови канали после кратко време ќе се инактивираат. Така што враќање назад
некој си временски период не е возможно. Се додека не се стабилизира мембранскиот потенцијал, да се намали, нема да се отворат тие канали, односно нема да стигнат до затворена конформација што би овозможили да се отворат. Дополнително, најчесто на краевите на аксонот имаме проширување, каде што повторно имаме поголем волумен и тие натриумови иони што ќе стигнат тука на крајот, најчесто will fizzle out, така да кажеме на англиски, ќе се разлеат во целата таа поширока содржина на цитоплазма и нема да има доволно сила, доволно позитивен мембрански потенцијал за повторно да се врати назад сигналот. Најчесто кога стига до тука акциониот потенцијал, ослободува, односно доведува до отварање на калциумови канали, кои што внесуваат калциум внатре во аксонот. И тој калциум понатаму е потребен за врзување на везикулите, кои што имаат на различни невротрансмитери, така е че имаме тука везикули со невротрансмитери, да се фузираат со мембраната и тие невротрансмитери да бидат ослободени во меѓусинаптичкиот простор. Но за невротрансмитери и за синапси ќе збориме во сосема друго видео. Значи, тоа има многу таму да се збори. Друга работа што не интересира е колку брзо пропагира овој акционен потенцијал. Така, каква е кондукцијата. И тоа зависи од нерв до нерв. Има различни нерви кои што се класифицираат соодветно со тоа колку брзо поминува акционен потенцијал низ нив. И кај различни животни имаме различна брзина на акционен потенцијал, бидејќи акционен потенцијал зависи од повеќе фактори. Зависи од должината на аксонот, должината на нервот, зависи од напречниот пресек, така, што е подебел, побрзо ќе се пренесува, значи зависи од пресекот, зависи од температурата, така колку е голема температурата, бидејќи при повисока температура побрзо се движат работите, побрзо се случуваат, побрзо ќе влезе натриум, каналите се поактивни, така атому се до некој cut-off. Така веќе над висока температура ќе почнат да денатурираат протеините, па не функционираат работите. Значи битна и температура. И нормално околната концентрација на натриум, калиум, калциум и други иони. Но еден од најбитните фактори е каква е изолацијата на аксонот. Што мислам со тоа? Како што кабелот е изолиран, така не е само бакарна жица, бидејќи ќе се губат електрони насекаде. Така кога имаш кабел, има изолира околу него. Така изолирана материја која што не пропушта струја, со цел да има убава униформност и насоченост и подобро да се спроведа струјата. Па и нервите имаат таква изолација. Се нарекува миелинска обвивка. Но ова го немаат сите нерви, така зависи повторно за кај збориме централен нервен систем, периферен нервен систем и типови на нерви. Генерално, во периферниот нервен систем, голем дел од нервите имаат и тоа, миелинската обвивка е направена од страна на така наречени шванови клетки, додека во централниот нервен систем таа е направена од олигодендроцити. Значи, најчесто кога се збори за миелинска обвивка се мисли на шванови клетки. И тоа се клетки кои што буквално се обвиткуваат околу аксонот. Сега, може да се обвиткаат поголем или помал број пати. Максимум мислам дека е забележано околу 160 пати да се обвиткаат. Значи, замислите си вака една клетка 160 пати да се обвитка околу аксонот. Сега, бидејќи има двојна мембрана, така кога ќе се сплеска делот, така замислете си го вака и се ова да се обвитка, има две мембрани, така што ако се обвитка 160 пати, има 320 мембрански слоја кои го изолираат аксонот од надвршната средина. И дебелината на миелинот е околу, значи ова вака, дебелината е околу 20 до 40% од вкупниот диаметар. Така што дека ја малце големна цртано
подебело, овдека некаде 70%, ја како што го имам нацртано, но реалистично е 20 до 40%. И тоа е си баш некој sweet spot, што е погодено од страна на еволуцијата, некаде околу 30% просек, бидејќи ако миелинот беше подебел, би правил притисок на аксонот. Така што би се зголемил внатрешниот притисок, а со тоа ќе се зголеми отпорот низ кој треба да поминат јоните. Ако се зголеми отпорот, ќе се намали брзината. Океј? Значи поголем отпор ќе се намали брзината. Додека ако не беше толку тенок, па ќе се губеа јони во околната средина и ќе требаше многу повеќе јони да се поврати хомеостаза за да почне нов акционен потенцијал. Така што 30% од диаметрот е баш некаде некоја си оптимална точка. Интересно е дека оваа миелинска обвивка, мембраната на швановите клетки има многу повеќе свингомиелин во својот фосфолипиден двослој. И вака миелинизирани, нервните влакна имаат максимална брзина е детектирана околу 100 метри во секунда. Што за еден човек тоа е дури многу брзо, така еден човек до 2 метра, 2 и нешто метра. Значи таа брзина е феноменална. Иако највисока детектирана природа е околу 200 кај некои ракчиња, мислам дека беше, но тоа е веќе имаат и малце и поинаква физиологија. Значи 200 е кај некои ракчиња, но обично најголемата брзина кај луѓе е околу 100 метра во секунда. И тие што се миелинизирани на просек имаат 10 до 50 пати побрза кондукција него немиелинизирани нервни влакна. Океј. Дополнително евидентирано е дека натриумови канали има многу повеќе помеѓу две миелински делови, бидејќи миелинот не е целосен низ аксонот. Значи во овој тука дел имаме многу повеќе, ако се со розега ќе ги бележам, натриумови канали кои што се клампирани, додека под миелинската обвивка имаме многу калиумови канали. Значи калиумовите се наоѓаат, со црвена боја за да се приметуваат, се наоѓаат под миелинската обвивка. Значи под миелинската обвивка имаме калиумови канали, додека тука измеѓу миелинските обвивки, ќе видиме како се рекува тоа, имаме натриумови канали. И ако се разградат од страна на ензими, например во лабораториски услови го е разградиме миелинската обвивка, ќе се прераспределат калиумовите канали. Ќе отидат таму кај што има миелинска обвивка или ќе бидат во клампови на други места. Значи не се тие како фиксни позиции, него се соодветни со миелинската обвивка. Нешто ги стимулира да отидат во тој дел од аксонот. Не сме сигурни зошто или како, но тоа е реалноста. Например, кај мултипла склероза, баш тоа се случува. Само што наместо со ензими и експериментално, имуниот систем на пациентот ја разградува миелинската обвивка, значи тоа е автоимуно заболување. Што понатаму си има цела низа последици. Сега што спомнав, оваа миелинска обвивка не е континуирана, него доаѓа како на сегменти. Така че имаме таму еден сегмент, па тука имаме уште еден сегмент. Така па подоле овдека имаме уште еден сегмент, но има празнини помеѓу сегментите. Океј? Тие празнини, сега у различни книги различно ми ги преведува, на англиски се Ranvier nodes, нодуси, но во некои книги се преведе како Ранвиерови стеснувања, Ранвиерови пукнатини, Ранвиерови празнини, Ранвиерови јазоли некаде ги имам прочитано, така што има повеќе преводи, но тоа е просторот помеѓу две шванови клетки. Океј, значи овој тука дел, вака, е Ранвиерово стеснување, или Ранвиеров јазол, или нодул, Ранвиерова празнина. Интересно е за колку голем дел од научна литература немаме конзистентни преводи низ различна литература. И сега ќе си рече некој, добро, зашо ги има уопште овие празни простори? Па за да може да влезе натриум. А како беше целото изолирано, кај ќе влезеше натриум? Ќе влезеше само на почеток, ама тоа не е доволно за да пропагира сигналот. Така што мора да има празнини, каде што ќе влезе натриум.
Сега повторно се постава прашањето, па добро, ама зошто? Како помага изолацијава? Па помага на неколку начини. Сега ќе се пренесам дека вака на десно за да нацртам повторно. Значи, имаме некој си напречен пресок. Ова е ранвиерот стеснување, ова е миелинската обвивка, само вака пресечена. Сега, натриумот може да влегува тука. Така, значи, тука ќе влезе натриум и тој натриум ќе патува во двата правци. Ќе патува во двата правци, но нема да излегува. Така, бидејќи тука имаме изолација. Ќе патува и дури и помала концентрација натриум ќе може да овозможи до следното место кај што има натриумов волтажно зависен канал, да се отвори за влезе повторно натриум. Така, ова ако беше многу далеку поставено, немаше да стигне натриумот за да предизвика зголемување на вибрацијскиот потенцијал доволен за да влезе следната тура на натриум, но така е поставено што може тоа да се случи. И генерално и со доста резерва. Некаде има 5 пати повеќе натриум него што е потребно за да се отворат следните натриумови канали, но тоа е намерно така, бидејќи на некои делови аксонот станува подебел, на некој потесен, така што мора да биде со резерва, со цел да се постигне посекуваниот ефект. Додека калиумовите канали се наоѓаат, како што рековме, овдека под миелинската обвивка и не слободуваат калиум кој што иде тука, но пополека излегува. Така што нема многу губење на јони. Со малку јони може да се постигне истиот ефект, наместо постојано да требаше да влегува натриум на секоја точка. Така, наместо цело време да влегува натриум во секоја точка со цел да може да пропагира сигналот, само на некои точки потребно е да влегува. Имаме тука плюс покомплицирана физика, како полнежите всушност се пренесуваат и од надвор и така натаму и така натаму. И овој вид на трансдукција, овој вид на кондукција на сигналот, всушност се нарекува салтаторна кондукција. Сега, тој збор доаѓа од латински, таму што значи салто, односно сте виделе салто у гимнастика. Така, као еден вид скокање. Така, значи, бидејќи сигналот скока од едно место до друго. Океј? Си има и нешто си покомплицирано физика од ова што сега го објаснувам, но тоа е главната идеја. Значи, немаме голема загуба на јони, значи не треба многу да се активира натриум калиумовата пумпа со цел да се регенерира концентрацијата на јони со цел да се поврати хомеостаз. Значи се заштедува на АТП, дополнително побрзо може да се движи сигналот, бидејќи не треба да се отварат едни канали па други па се затварат и така натаму. И нема губиток на натриум и други јони во околната средина. Бидејќи нормално има и други канали кои што би го испумпале натриум калиумовата пумпа и самата пермеабилност на натриум низ мембраната. Така што има помала загуба и тоа се овозможува за подобро пренесување на сигналот. Интересно е овие стеснувања при крајот на аксонот се пократки и пократки, на пократко и пократко растојание со цел да се собере што посилен сигнал, така да се пократко и пократко растојание да влегува натриум, за да се собере што повеќе натриум за кога ќе стигне до крајот на аксонот, да има доволно, бидејќи влегува во поголем волумен, да може да предизвика активација на калциумовите канали. Тоа е интересно. Значи, се пократко и пократко растојание како што се ближи кон крајот. Една многу интересна работа е како е се ова искористено за имиджинг, за технологии за следење на мозочна активност и така натаму. Бидејќи самиот факт дека се троши многу натриум, калиум и така натаму и треба да се впостави хомеостазата од страна натриум калиумовата пумпа, а натриум калиумовата пумпа користи АТП. Значи, кај е натриум калиумова пумпа? Значи, таа користи АТП. Ако користи АТП се троши енергија. За се регенерира енергијата, мозокот користи шекер. Океј, бидејќи најлесно ќе регенерира АТП користејќи го тоа. Па ако користиме радиоактивно бележен шекер и плюс некој си паметно манипулирање, може да видиме во кој дел од мозокот се генерира најмногу енергија при различни активности, односно каде работи најмногу натриум калиумовата пумпа, бидејќи тоа е делот кај што најмногу се троши АТП. И тоа може да се користи за имиджинг. И сликите изгледаат вака. Вака, кај да ги ставам. Вака. Значи, следејќи каде се добива најмногу енергија, каде се троши најмногу енергија,
може да следиме кои делови од мозокот се активни, а кои не при различни активности. Дополнително, користејќи го ова знаење, истражувачите, значи има едно поле, релативно модерно, се рекува оптогенетика, каде што се земени гени за ионски канали, кои што се сензитивни на светлина. Значи, имаме овие натриум и калциум кои што се волтажно зависни, супер, волтажно зависни, ама што ако ги направивме светлосно зависни? Сега ги речеш, тоа нема смисла, у главата нема светлина, така да, big deal, right? Па, окей, но што ако ставиме сонди, лед сијалици внатре у мозокот, малечки, кои што може екстерно да се манипулираат и при тоа да се контролираат акциони потенцијали. Па тоа е направено. Генетски се модифицирани, се додадени ионски канали на нервите, користејќи канал изваден, мислам, од некоја си алга, мислам дека беше или алга или некоја бактерија, беше небитно. Така што ионските канали на нервите, кај овие ставорци, се сензитивни на светлина. При светлина се активираат и покренуваат акционен потенцијал. И ставени се лед сонди во главата на ставорецот и може да ги контролираат движењата користејќи компјутер. Што е запрепастувачки. Значи можете да си отворите оптогенетика. Еве тука имаме нешто што ви дава колку толку основна слика за како се вршат пресметки на страна на ниво на неврон, а понатаму нели имаме и повисоки структури. Значи имаш една нервна клетка и таа е поврзана со илјадници дендриди и терминални аксони и така натаму, кои што се поразуваат на различни места. Главно се поразуваат на аксонскиот хилок, односно брег. И сите праќаат различни сигнали. Некои праќаат ексцитаторни постсинаптички потенцијали, значи ЕПСП, додека некои праќаат инхибиторни постсинаптички потенцијали. И сега, колку добило ексцитаторни, колку добило инхибиторни. Некои го намалуваат мембранскиот потенцијал, некои го зголемуваат мембранскиот потенцијал. Некои го зголемуваат повеќе, некои го намалуваат помалце. И комбинацијата на сите тие игра улога дали нервот ќе се активира или не. И колку ќе се активира, и во кој правец, од каде ќе почне активацијата и така натаму. Значи сите тие нерви се испреплетуваат и сите нивни стимули даваат крајен одговор. Значи, како еден вид пресметка, имаш ко 30 дразби ти викаат активирај се, но имаш 40 дразби кои што викаат немој да се активираш. Така да, пример, гледаш една работа дека се случува и те тера да правиш една работа, но истовремено те чеша некаде нешто, слушаш дека некој збори у позадина, надвор врне, што и да се случува во колијата има силна светлина, што сите тие работи стигаат дразби до одредени нерви во главата и мозокот ги интерпретира. Некој му вика да прави една работа, некој му вика друга и од што повеќе ќе стигне дразби, тоа ќе се случи. Сега нормално е многу покомплицирано од ова, но ова е главната идеја. Океј, значи има најразлични ионски канали, значи не се само по еден тип на калиум, калциум и натриум канали, има многу различни подвидови кои што зависат од околната средина на калциум и така натаму и така натаму. Сакам сега ова да го видиме, кое што убаво шематски го прикажува тоа што ви го објаснив. Значи си имаш влегува натриум, така пропагира, всушност пропагира во двата правца, но не е битно овдека, бидејќи калиум излегува, затоа не пропагира натаму, бидејќи се губат позитивни полнежи. Океј, иде во овој правец, каналите меѓу време се инактивираат, со тек на време, бидејќи иде овој правец, овие се старите канали, се инактивираат додека некои веќе повторно се затворени, иако треба да се отворат. Овие се моментално отворени, па после овие ќе бидат отворени и така натаму и така натаму. Значи така всушност се движи сигналот. Океј. Тука имаме нешто друго, имаме ова дека постојат три форми: инактивиран, отворен и затворен. Значи тие се трите форми на натриумовиот канал. И овде исто е објаснато дека калиумовите канали каснат со нивното отварање. Мислам, они почнуваат да се отвараат истовремено, бидејќи двете зависат од деполаризацијата на мембраната, но додека се отворат треба време. Значи има тој дилеј пред да почнат да бидат отворени. Интересно и не спомнав, натриумовите канали имаат позитивен фидбек. Значи, едни се активираат,
Тоа тера другија се активираат, третија се активира. Значи позитивните иони доведуваат оние се активираат, а они внесуваат позитивни иони. И затоа мора да има вграден механички инактивирачки дел, со цел да може да се регулира целиот процес, додека калиумовите се со негативна регулација. Така, ќе снема калиум, излегува, ќе падне мембранскиот потенцијал и они ќе се затворат. Така бидејќи ќе падне мембранскиот потенцијал. Океј. Сакав уште некои работи ги спомнам, но не ми текнува. За ексцитабилноста. Генерално, зголемување на pH зголемува ексцитабилност, намалување на pH намалува. Исто така хипоксија намалува ексцитабилност скоро до нула, и како нема кислород, не може да се прави баш АТП, така што не може да работи натриум калиумова пумпа, не може да се впостави хомеостаза. Нема акционен потенцијал. Еве имаме слики од Гајтон, книгата така, реализиран аксон, салтаторна кондукција. Овдека дека без неколку сигнали нема ништо да се случи ако не стигне до прагот. Ова е како се мери и така таму. Ова е платото поради калциумовите спори канали. Но една друга книга која исто така мораме препорачам за се ова е ова, Од неврон до мозок. Значи, оваа книга има многу и физика и како се всушност се случува. Значи, буквално како се истражувале работите, како ги откривале, зошто, што, како. Неверојатно е. Многу е убаво напишано. Иако ако изгледа комплицирано, всушност е прилично убаво напишано. И нормално има некои детали кои сигурно ги имам забораено, но и не се до толку битни. Така што, тоа беше се за ова видео. Се надам да учивте нешто ново и ќе се видиме во следното видео. Довидување.